Младата зелка не е редок зеленчук да се најде на тезгите, меѓутоа како што велат пролетната зелка излегува сега токму во овој момент и може да се најде на тезгата на господинот Ване Јованов. Господине Јованов, добар ден. Нешто помалку повеќе ќе проговориме зошто пролетна или млада зелка. Вака се прво добар ден и поздрав на сите потушувачи. Млада зелка ја викаме сега ова затоа што есенската завршува, последна е она што се става во буре. А ова има преку цела година, но има една друга зелка што ќе испадне во мај месец. Она уште покревка, посочна, ама трае многу кратко. Да, а ова се трае цела година. Така. Бара ли посебни услови за одгледување? Одгледувањето на оваа зелка е исто како и секоја зелка. Сега, проблемот во тоа ова мора да биде во фолија. На отворено не може да биде. Може да се открие, веќе после таму мај месец, кога температурата се стабилизира и може да се открие. Добро, како јас ќе знам дека ова е квалитетна зелка? Па што ќе... Па вака сега, да познаваш квалитетна зелка, прво ќе завртеш со кочано и сеченото се познава дека таа сечена вчера. Ако што постои повеќе неколку дена, во поцрнее. И по тоа ќе знам дека е сочна, зрела и така. Сега припрема на зелката, да кажеме, ваа зелка кога ќе се издробе, треба многу ситно да се издробе и добро да се изгмече, но луѓето некои ја гмечат одма. Треба прво сол да се стави, да се посоли колку треба, со солта она подобро се измече и пушти сок. Јас мислам дека, предпоставувам дека малкумина знае дека зелката може да биде и лек. Листовите се служат како облог, зашто? Да, ќе кажеме, многу жени, особено жените, доаѓаат и бараат листови од зелката, колено ги е болело, ова е болело и наоѓаат чаре. Вика, после тоа не ме боле, вика. Значи самите листови можат да бидат како... И мас мачкат, свинска мас. Намачкат на коленото, стават листо, врзат и нукеска спие мирно.